Драги мои пациенти, велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди. Останатите мислат дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинает на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам. Заинает на сите што ме колнеа, а им се врати. Заинает на сите што не ми даваа, а поштено им барав. Заинает на несудените спонзори. Заинает на судиите кои се корумпирани, джандарите кои се неспособни, заинает на глумците кои чутат и уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот, заинает на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели, заинает на сите и заинает на секого, еве ме пак со третата сезона на Прекутасевски шоу. Јас не сум пиреј, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии, зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е Прекутасевски шоу и за жал не е веќе само шоу, туку е нешто многу посериозно. Почнуваме. Досада, абе порано у време на браковите кучове се знаеше дека беа романтични времиња. Кои седнеа тие двајца да се пичкараат на дебата, тоа беше Милина да слушаш овој кој ти му рече на овој бране. Абе иди мавница, магнитно виски па дека правиме нова. Нуча, не ади гомна. Ја барем као тебе не се облакам у генералски шинели, не стојам гол пред огледало да се гледам 2 сата, пивам нарцисо да пивам. Тоа беа времиња. Ние Стево го гледам, иде по луѓе во цела кампања, само ги тапка по рамо. Гледа дека го избра, сега ќе види кој ги тргала. Сме го гледали, ние тој го умиша. Оваа Гордана, како да беше кандидат на некоја интергалактичка федерација, кога прв дојде на Македонија. Не знај кај е. Кавадарци ли сум неготини мислам. Слекрва ми вчера идемо кај беше од Кича или од Кочани. Абе, овие се исплаши од Бунуро, последниве настапи, не знам дали знаете, со GPS ја пуштаваме го врна. Или овој последниот настап што беше, не знам каде оприт појма кај беше, значи GPS-ов откажал и го качија до неја Владко Ѓорчев. Ошо нема село Македонија што не би. И се ова како кажеше, онака како кажеше, драги мои, и ово е тоа, Прилепчани, Павловчани, Тојранчани, Курајчани. Нема што го си знае, исплашени. Појма немаше дека шефов на незинова партија што предложи дека кариерата ја почнал као асистент на својот татко на факултет. Партијава бивши шеф беше прв братуче со шефот на разузнавање, че сегашен шеф ја почнал кариерата како асистент на сопствениот татко на факултет, се пењавеа 2 години за непотизмов на СДСМ и ДУИ. Абе, луѓе, за кого бе ние уствари влаза? Со кои луѓе бе си имаме работа, бе? Ке кажат, кандидатите се консексуални. Што значи избрани од сите партии, што значи кој ќе те изберат, сите ќе те ебат од партија. Пошто пази, мора гласовите да се флатат некако. Устари, кој ќе размислам добро, ние с граѓаните сме тие што ги плаќаме, ја плаќаме за нивната консексуалност. Знам сега ќе кажете, абе, не ади гомна, кандидатите си беа надпартиски. Не постои нешто што е над партијата, не овде. И Господ кога дели правда во светот кој ќе дојде во Македонија, тука кочи, крева раце, качета. Ако ми даде дозвола партија од власт да интервенирам, кажи, ако не се сева мака. Затоа решив после избориве формирав нова партија и сите очекувам да бидете дел членови на нова партија, ќе ги растуриме код свечки овие другиве. Партијата се вика Коалиција за успешен развој или КУР. КУР ќе ги исполни сите ваши дупки. КУР секогаш стои цврсто зад вас. КУР е вашата иднина. КУР е во вашите раце. КУР секогаш мисли на вас. КУР за живот во Македонија.
Македонецот има една голема мана. Секогаш сака некој друг за него да ја заврши работата. Ако живее во зграда, македонецот не оди на куќен совет, иако кровот тече и треба да се донесе одлука за поправка, се со образложение дека не била негова работата. Што ќе решеле другите, тој ќе го поддржал. Кога другите ќе решат да се собираат пари од секој стан за санација на кровот, тогаш ќе мрчи дека биле многу пари, тој немало да плати. Ама види Белја, после некој пороен дожд, водава протекла од кровот и до неговиот стан на трети кат. Тогаш почнува да брмчи дека председателот на куќниот совет бил неспособен, требало кровот одамна да се санира. Која ќе му рече дека токму тој не доаѓал на куќен совет и дека поради него немало кворум, ќе лаже дека не бил нешто добар, дека бил на состанок, ама не го виделе, бил седел во задниот ред таму кај вратата и ќе наоѓа 1000 други непотребни лажги оправданија. И се ќе направи да се извади од ситуацијата. Само нема онака машки да дојде на куќен совет, да дискутира за кровот и да предложи да се согласи истиот да се реновира. Тоа јок и да ја плати цената. Тоа е маната на македонецот. Сака некој друг да му ја заврши работата, а тој ниту да ја плати цената, ниту да ја понесе одговорноста. Народски кажано, македонецот сака да се секса, ама не ќе да му влезе. Ако може се да му е потаман и оргазам да има на крај, ама да не го спомнуе никој. Логика покриен гъс никој не го плука. Исто и ебан гъс. Сака многу и да лаже, нели, како подкрепа на целата приказна, а уште повеќе македонецот сака да биде излажен. Леле, колку македонецот сака да го лажа. Ако има 10 луѓе околу него и 9 му се роднини му ја зборуваат вистината, тој ќе му верува само на едниот странец кој ќе го лаже и ќе го отруе од лажење. И не мора да е странец, може да и некој од Муртино да кажеме, но Беловец. Да, македонецот многу сака хохштаплери кога го лажат и да им верува на нив сака и да се продава на ситно сака, например за радиодифузна такса. Сака да се продаде, например. Исто така многу сака и да мрази без причина. Да види некој на улица или на телевизија и без никаква причина да измислува приказни за него и да го мрази. Ама нема да го мрази овој што го лажел, што го труел цело време. Не, него до крај ќе го почитува, ќе има респект кон него. И на крајот кога ќе дознае големата лага, кога ќе дознае колку бил лажен од овој, пак ќе му верува, мислејќи дека сепак нешто ќе ќари од тоа што ќе му верува и понатака. Тоа дека е генерално ситна душа и дека е плашлив, се можеш да му направиш, нема да се побуни. Нема да дојде пред влада и да истури лајна од некоја фарма за свињи кој сеја французине што ја посипаа тамо, што беше тоа, Елисејска палата, што беше тоа што го посипаа со говнарка една, им пуштија тоа, собраа говната како околни весела со септири, им ја пуштија. Нема тоа да го направи македонецот. Па сите да дознаат дека не е инженер со лажна диплома, туку земјоделец кој чува свињи. Да, македонецот се срами од себе, од тоа кој и што е, се срами од честноста. Подобро купена лажна диплома отколку честно да заврши средна школа. Мрази честна работа до душа и се восхитува на криминалци и лажговци. Ке се искрши да се поздрави со некој политичар, ке се лигави ако треба и ке премолчи кога истиот ке се удвара на жена му, ама нема да најде сила во него да му залепи во очи дека е криминалец и дека бил излажан од него 100 пати. Македонецот исто така побрзо ќе отиде на викенд отколку да си ја смени судбината на избори, да излезе и да гласа, да кажеме, како човек, како човечко суштество. Достоинствено и гордо. Одиш и со пенкалот им кажеш на предавниците и лажговците дека им дошол крајот. Не, тој ќе чека и тука некој друг да му ја заврши работата. Некој друг како него, кој што чека некој друг како него и така до бескрај. И така, на тој начин нема да излезат ни 20% на гласање и лоповите ќе си останат на власт. И предавниците ќе останат на власт и ќе сотрат се живо во земјата со својот грабеж и рамилак. Зошто бе? Зошто не се однесуваме како човечки суштества? Туку како лигни, како полжави. Зошто? Затоа што македонецот бил дунда
и чекал под кошула да дојде и да го исексаат. Се криел. А што требало да направи? Што требало да направи? Сега, јас ќе ви кажам со еден пример од еден култен југословенски филм, што требало да направи. Конечно, македонецот треба да се дотера и да отиде на гласање. На гласачкото место треба да покаже кој е кој и кој одлучува за судбината на оваа земја. Дека за судбината на оваа земја одлучува токму тој, македонецот. Кога ќе стигне, треба само да го заокружи ливчето и гласно да викне: "Дже сте, пичке, стиго Здравко Чолич!" После тоа ќе биде одличен концертот, верувајте.